Б со долна црта Станимировски, кој што минатиот пат не успеав да го стигнам да го одговорам, и неговото прашање гласеше дали можеш да ми кажеш мислење за реакција на инсулинот при внес на протеин во телото наспроти јаглехидрати и масти. Бојан, мислењето мое никогаш нема да биде истресено од ракав и она што мене може би ми прави логика. Искрено, уште минатата недела кога ми го постави ова прашање, јас веќе имав некакви знаења од тоа што ми налетале некакви информации, но сепак ми требаше да ти кажам дека ме нурна едно можеби час и половина до два во дополнителни истражувања, затоа што науката во поглед на исхраната секојдневно вади некакви новини и истражувања и секогаш сакам да сум up to date. И науката што вели? Дека не постои, речиси да не постои храна која што не прави тригер, односно не му придонесува на инсулинот да реагира. Кога зборуваме за тоа, за протеини наспроти јаглехидрати и масти, постојат 4 аминокиселини кои што му прават реакција на инсулинот, а тие се леуцин, изолеуцин, валин и заборев уште една како се викаше. Практично тоа што подразбира, доколку јадеш месо, доколку користиш млечни производи, овие аминокиселини ги има во таквите производи од животинско потекло и при тоа го иницираат и го провоцираат инсулинот. Дури има научни тврдења кои што зборуваат за тоа дека овие аминокиселини прават многу поголема провокација на инсулинот и од многу други јаглехидрати за кои што сметаме и знаеме дека нели како можеби побрзи јаглехидрати, попрости јаглехидрати прават скокови на шекер во крв и при тоа прават провокација. Овие аминокиселини конкретно знаат да направат и поголема провокација на инсулинот. Што тоа значи? Кога и да се надоврзам на едно следно прашање кое што го има Елеонора Божиновска за мешање на протеини со скроп или со јаглехидрати, многу би било полезно да ги измешаш аминокиселините, односно протеини со јаглехидрати или скроп, затоа што доколку доволно се испровоцира инсулинот и има провокација, односно качување на шекерот во крв, тоа би било добра комбинација за регенерација и обнова на мускулните ткива. И затоа да речеме после вежбање се практикува користење на whey, односно на сурутка, млечни протеини. Самиот млечен протеин и протеинскиот прашок од сурутка е практично и продуктот кој што прави најголема провокација на инсулин. И што подразбира тоа? Дека после вежбање, доколку го земеш, ќе имаш одлична провокација на инсулинот, што ќе значи и многу подобра регенерација на мускулите. Затоа што за да протеинот ја почне регенерацијата и да ги крпи мускулните влакна, потребно е да има и инсулин. Кога се работи за масти, заситените масти се оние кои што прават провокација на инсулин и затоа науката советува да речеме кога гледаме еден комплетен оброк кој што се содржи од протеини, од јаглехидрати и од масти, тие комбинации да бидат од протеин, од сложени јаглехидрати и од масти кои што се од подобри извори, како незаситени масти. Едно од начините кои што јас би ти го препорачал да го правиш е и користењето на суплементација, односно омега-3 како додаток во исхрана, затоа што многу би помагало. Ова не треба никој од вас да многу му прави конфузија во главата, значи можеби овие информации не се за секого од вас. Ова го одговарам стриктно за Бојан, затоа што можеби е човек кој што подлабоко навлегол во исхраната, но генерално луѓе кои што имате по неамбициозни цели во делот на исхраната и доколку целта ви е еден оптимален изглед, телесна тежина во границите на нормалното, доволно енергија во текот на денот, тогаш не треба толку да се замарате со кои аминокиселини ќе влезат, каква провокација на инсулин и така натаму. Бојан е сепак, познавајќи го и од Фитбиз академијата, е сепак човек кој што знам дека има многу поголема пасија и љубов и кон вежбање и кон исхрана и повеќе го интересираат овие работи. Така да, Бојан, тоа се моите информации кои што јас имам да ти ги споделам и кои што ги најдов од релевантни извори. Доколку и понатаму имаш и сакаш нешто подлабоко да одиме, можеме да ти дадам дополнителни линкови па да си читаш дополнително.